Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4 FM и сите вие кои не следите во живо на социјалните мрежи, доколку не следите отпосле на YouTube, ве молам ставете subscribe на нашиот канал, затоа што имаме навистина одлични материјали. Ивица, добро утро и за Добро тебе. утро, Љупчо. Ово утро имаме една гостинка која секогаш ни е драга кога доаѓа во нашето радио, особено што и претходно се познаваме од нашиот образовен процес. Тебе ти била демонстраторка, мене ми била Не, обратно, ја бев демонстратор ке нас. Ти беше неа демонстратор, значи она учела од тебе, ја од неа, а вие слушатели учете од сите нас. Добро утро за Иванка Василевска, универзитетски професор и пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро утро, Љупчо, добро утро, Ивица. Баш ми е драго и благодарам за убавата најава. За жал немаме толку убав повод како минатиот пат кога имавме една книга за промоција. Меѓутоа па имаме интересна политичка сцена за коментирање, имаме пратеник од Македонското собрание, ќе се обидиме да исцедиме темата која што можеме повеќе. Професор, сите позиции ќе ги разгледаме. Се создаде еден огромен бал во македонската јавност околу уставните измени. Секојдневно читаме нови работи, дознаваме нови детали и пред се нови толкувања, и токму затоа должни сме пред слушателите да им објасниме, а вие како наш народен пратеник во Собранието на Македонија, па должни сте да ни одговорите. Тоа се случува. Дали Иванка Василевска и пратеничката група на ВМРО-ДПМН имаат притисок за гласање на уставни измени? Јас прашањето би го поделила на два дела, ако ми дозволите. Ајде. Во однос на она што го кажуваат колеги кои што се во парламентот подолго време и она што се случувало за време на преспанскиот процес, овој пат ситуацијата не е истоветна. Не е толку драматично. Не, морам да кажам не. Но до пред Нова година лично јас две странски амбасади ми беше сугерирано на неформални средби дека би било добро да се подржи процесот и да се откочи процесот и така натаму, при што јас јасно искажав дека нашиот став, ние го кажавме уште минатото лето, нели често пати гледам се шегуваат и со нотарските изјави, девалвираат или ги спинуваат. Значи тие се гарант за етиката, за честа, за зборот. Значи дали имаат правно обврзувачка дејност или не е сосема небитно, ако веќе сте го дале зборот. А ние сме седнале, сме направиле анализа, сме донале став и врз основа на тој став сме го искажале тоа и декларативно. Да. И тоа е тоа. И сега е да го разјасниме, затоа што вие долго сте во оваа работа, знаете дека амбасадите имаат инструкции. Апсолутно. Така што апсолутно тие ги пренесуваат своите позиции, не своите на амбасадите, на државите. Вие нормално ги објаснувате позициите на граѓаните кои што ве гласаат, на партијата која што ја застапувате. И таа размена е сосема во ред, предпоставам. Меѓутоа, она што е од поголем интерес за јавноста е она што се случуваше за време на преспанскиот процес, оние фамозни европски методи на Јоханес Хан, односно црното, подземното, сивото, она што не се гледа. Прашањето е, добиваат ли пратениците и пратеничките од опозицијата непристојни понуди од некои темни фигури, неформални центри на влијание, структури блиски до олигарсите, до обвинителството, до ова што кажавте, сепак не е закана тоа. Ова е дел од принципијално е. Затоа ви го кажам. Јавноста ова ја интересира, значи таа сивата зона дали дојде до собранието и до пратеничката група на ВМРО-ДПМН? Немам информации за моите колеги, кои што високо ги почитувам и секојдневно ние комуницираме, немам таков печаток, можеби не можам да тврдам 100%, но за мене лично можам да ви кажам дека никој од овие кои што сега ги набројавте, ниту имам јас контакт со тие центри, јасно. Ниту пак некој директно или индиректно дошол до мене и дал било каков предлог или било каква сугестија. Мислам дека сите што ме познаваат и тие што не ме познаваат овие години може да стекнат одреден впечаток што е возможно, што е невозможно. Меѓу другото, ова спаѓа во
невозможното, бидејќи јасно. јас јавно сум го декларирала значи, моето мислење. не го спорам ниту вашиот морал, ниту вашиот кредибилитет. На крајот на криштата во таа пратеничка група се наоѓа една наша поранешна професорка, професорка Теслогеновска, која што од личен академски морален аспект ја гледаме како една голема вертикала. Да. Значи во тоа друштво сте, условно кажам. Меѓутоа да се подсетиме, за време на преспранскиот процес имавме злоупотреба на еден парадржавен и параправен инструмент поврзан со силни центри на моќ што се викаше САЈО. Обвинителства, закани за затвор и така натаму. Потоа имавме приоѓање кон пратениците со непристојни понуди, вработување на деца и така натаму. Тендери, имаме пратеници кои станаа милионери. Да, тендери. Благодарение и не само на тоа тендери, продажба туку да не заборавиме, имавме неколку и судските процеси, да, кои евентуално сега ослободителните пресуди и стигнуваат. она зашто прво беше во доменот на чудното, нели, као некој теорија на заговор, после испадна дека е точно. Имавме една неформален собир на неколку македонски олигарси кои што се колнале пред 2-3 амбасади тука и пред Зоран Заев дека тие ако треба ќе подмачкаат, ќе го леснат процесот зашто веќе имале некои средства на располагање. Значи сето ова се случуваше, тоа беше скршена беше демократијата, скршена беше целата работа. И токму затоа еден страф има сега кај јавноста. Ние не прашуваме за тоа што сомневаме, туку прашуваме токму заради овие стравови на јавноста. Околу тоа, кохерентна ли е групата на ВМРО ДПМН? Успевате ли меѓу себе да ги размените сите овие информации, затоа што да се разбереме, на Лјупчо не му се допаѓа која вака зборам, духот на ланските јулски протести. Покажа кој стои зад вас. Зад вас стојат граѓаните кои што ве гласале, кои што ќе треба да се среќавате цел свој живот. Малку просто. Тоа е. Имаме многу просто. Ја почнав како Сосема издржано така, јас се согласувам. Граѓани на македонските граѓани се единствениот суверен кој што може да го движи кормилото на политиката на ВМРО ДПМН и сите кои што сакаат да коалицираат со нас. Не постои надворешен фактор кој што може да влие во тој внатрешен суверенитет, иако видовме дека тој принцип не беше така баш конзистентен овие изминати, би рекла 30 на години, но не се. Значи масата не значи цели, тоест поинаку да формулирам, политиката не ја одразуваат одредени поединци кои што се скршиле или кои што лицемерно учествувале во било кој процес, туку генералната слика. И сега, ако се вратиме повторно на Преспа, јас ќе ве потсетам, ние тогаш ги исклучивме од партија сите оние кои што нас ни го завртеа грбот и го направија предавството, тоест предавството го направија возможно. Понатаму, сите оние кои што и сега мислат дека на сметка на македонските граѓани или со подценувањето на волјата не само на членовите, на симпатизерите на ВМРО ДПМН, туку генерално на ставот и волјата на народот и на граѓаните, дека има одредени прашања за кои што општеството ниту сака да дискутира, ниту е умесно да се стават на дневен ред, особено ако гледаме, еве сега деновиве, официјално Европската Унија прогласи, значи инфлација, кога имаме сериозни економски проблеми, кога имаме сериозни војни жаришта, кога гледаме гледаме другото лице на демократијата или она што Расел го кажуваше во залезот на Западот, кога гледаме дека многу од работите кои што ни се чинеа невозможни стануваат и како возможни, а светот рапидно во технолошка смисла се движи, додека во, да речам, емоционална интелигенција или во перцепции се уште е заробен во 20 век, кога гледаме клучно дека светот се уште е поделен онака како што беше поделен на Јалта, значи за време на Втората светска војна, а уште пострашно Европа е поделена уште шизматски на западна и на источна сфера, тогаш е навистина безсмислено да дискутираме во однос на овие прашања. И морам да ви кажам, еве, како куриозитет, нешто што јас се соочив овој викенд, не дека не ми е познато, но многу пати сум помислила дека сме ги надминале тие процеси, особено и во однос на нашиот источен сосед, Република Бугарија, бидејќи нели тие се членка на Европската Унија, имаат навистина развиен образовен систем и така натаму.
во петокот на трибината која што ја организиравме како партија во Охрид, зборував за значењето на Свети Климент Охридски и за Охридската книжевна школа. И пристапив нели од аспект на значајноста на Охрид како подрече во кое што бил центарот на оваа школа, и тоа во времето кога во Запад, за време на Западното римско царство на германскиот народ, Карло Велики беше неписмен. Кога се менуваа некои други работи на Западот и каде Римокатоличката црква си создаваше нови конструкти за одржување на своето влијание на Западот. Зборам во Западна Европа. Во тоа време Свети Климент Охридски го продолжува делото на Свети Кирил и Свети Методи и ја формира Охридската книжевна школа, и на него му помага по некоја година и Свети Наум Охридски. Изборував за таа тематика, за значењето, за духовното жариште кое што го поседуваме како тло, од кое што извира сето ова. Дали знаете дека овој викенд сум нападната од десетици граѓани на Бугарија или бугари по потекло, кои што такви навреди, такви понижувања, такви декласирања, што мене ми зборува. Еве сега ќе ви кажам зашто ви го кажувам тоа. Ништо тоа не држи. Кнезот Борис го пратил Свети Климент, демек која држава била? Сосема за среден век да зборувате за нација и национализам, тоа е шизофренија во 21 век. Вие знаете исто како и јас. Но еден друг аспект е уште поважен. Ајде да зборуваме малце попрактично. Прво, бугарите не може да бидат конститутивен народ на македонската држава, на македонската современа држава. Не постои контекст кој што може да ги поврзе во таа линија. Втор момент, еве хипотетички да ги ставиме бугарите во уставот. Стануваат конститутивен народ. Конститутивен народ може да отвори училишта, факултети, и сега таму ние на правниот факултет или на универзитетот Свети Кирил и Методи и другите универзитети ќе им кажуваме на студентите македонската историографска линија, а они ќе ја градат бугарската. Внатре во државата уште еден свет. Ај со Охридскиот рамковен договор што направивме два паралелни универзуми и ги поделивме луѓето, тотално се раздвоја овие 20 години етнички, сега уште да се дофрагментираме и досегментираме. На толку рок, тоа е несериозна политика. И тоа е нешто што не може да го прифатим. Има многу аспекти, еве јас го кажам тоа зашто сум најстручна. Сега јас ќе им зборам на моите студенти за Свети Климент, за Охридска книжевна школа, како пример го давам тоа. Ќе го објаснувам контекстот на тлото, на развојот, на значењето на Македонија во историјата, низ вековите и така натаму, и таму ќе има некој друг колега, било кој или колешка, кој што ќе зборува, тој беше бугарски намесник, беше поставен од кнезот Борис, ќе се создава една перцепција која што е комплетно ненаучна пред се. Не зборувам од аспект на Македонија. Професор, имаме еден нов момент, нели имаше лидерска средба, по таа лидерска средба Мицко ќе објасни кои се позициите на ВМРО ДПМН, очигледно тие позиции во изминатите денови не беа прифатени, пошто ВМРО ДПМН е нормално не ретерираше, но кажа дека со овие услови на СДСМ, каде што се влада во која членува ДУИ и уставни измени кои се неодложено донесени, туку кои важат веднаш, ВМРО ДПМН тоа не го прифаќа. Вчера на телевизија Сител вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич изјави: ако диалогот со партијата не продолжи, ќе тргнеме во разговор со секој пратеник на ВМРО ДПМН. Не знам како ќе изгледа. Ова ќе учествувате ли на тие разговори со СДС? Нема што да се дискутира. Вие како еден од пратеници, ја би се јавил Бојан Маричич, ја малку сум послаб 20 на килограми од него и вели: добар ден, да се видиме на бифтек. Скромен си се, малце послаб си. Добро, сега да не претенувам. Нијанси се во прашање, да удриме по еден бифтек негде на државна сметка, да поразговараме за уставните измени, што ќе му кажат. Не верувам прво дека барем кај мене дека ќе се јави вице-премиерот, но и да се јави кај било кој од колегите, мислам дека ќе го добие истиот одговор. Сите прашања што ги дискутираме, можеме да ги дискутираме и мислам дека и председателот Мицковски кажа многу јасно: ако е Димитар Ковачевски толку сигурен, нека го стави тоа на дневен ред у собрание, нека се покаже
зелено, црвено, жолто, ќе се преброиме и ќе видиме колку сме и што сме. Тенка им е работата и ќе ви кажам едно нешто друго што го провеува во собранието изминативе неколку месеци, може би речиси година би рекла, неколку пратеници од владеачкото мнозинство децидно се изјаснија дека нема да го поддржат тоа. Дека тоа е против нивните принципи и убедувања. Добро. Значи тие во нивното јато, како се вели, во нивниот двор немаат единствен став, а не па сега ќе доаѓаат кај нас. И втора работа. Поучени од минатото, повторно ќе се вратам во тука во поблиското минато. Јас постојано користам секоја прилика да го кажам истото и сметам дека треба кај секој еден македонски граѓанин тоа да одзвонува. Во Македонија денеска има политички затвореници. Луѓе кои што се заробени, одбрани во амбасада, со имиња се дадени, кои што треба да бидат символ на кршењето на македонскиот дух. Одбрани се како такви за да послужат на таа намена. Во пазарењата на одредени, ги спомнавте преска, мокни групи на политичката сцена. Втор момент. И пошироко на општествената сцена. Точно, да, се извинам точно. Да. Втор момент. Сите видовме дека предавството кој што го направија пратениците од корот на ВМРО ДПМН и коалицијата за Преспанскиот договор не им донесе многу бенефит, бидејќи тие се тие кои што живеат во константен срам и во константна беда. Нема материјална добивка која што може да го измери чувството на сигурност и на слобода. Видете, на 15 задутре, во екот на дебатата за уставните измени, германскиот парламент носи резолуција за Северна Македонија, каде што велат дека македонскиот јазик, македонскиот народ и македонското културно наследство и историја се добредојдени во Европската Унија. И има забрзана можност ние да се зачлениме во Унијата. Веќе имаше коментар на Антонија Милошевски. Антонио Милошевски да вчера сподели во пратеничката група, дека и во 2004 е донесена резолуција која што е била необврзувачка и каде што исто така се тангираат прашањата, тоа е за билатерална употреба на името Република Македонија во комуникацијата со Германија, но нели тоа не се после почитувало бидејќи немало обврзувачко дејство. Во ретет, значи тие ќе се обидат да ги прикажат сите можности, но вака, секоја одстапка која што ќе се направи, пред малку ви кажам. Еве гледате, не ни е загрозен идентитетот ако ги ставим на бугарите. Германија во собрание со резолуција ќе ни го... Сега пробувам да бидам адвокат на ѓаволот, ќе ми прости. Само да ве прашам, еве неколку пати во собрание ги прашувам колегите од власта. Дали сте информирани до каде е процесот на имплементирање на Преспанскиот договор во Грција? Дали било што е ставено на дневен ред или изгласано во грчкиот парламент? Ништо. Дури и тие законите што им одговараат, не така е. За тие апсолутно. За економските закони, да не зборуваме за таблите, има едно објаснување кое што е навистина многу ефтино, демек локалните власти биле задолжени, а централната власт тука немала влијание. Па сега за овие таблите. Каде е тука? Значи сите постулати на поствоена Европа се прекршени. Да кажеме, еве Стефче од Сопишта тука он одлучува за тоа како ќе изгледаат таблите, што упатуваат. Барем во овој дел со Грција веќе го имаме затворено прашањето, не е затворено во наша полза, но она што е добро е дека еве Грција нема да не блокира сега за влез наш во Европската Унија, сосем спротивно дека не е пријател. Грција го постигна тоа што се бореше, а тоа е прво да ги обезличи и да го избрише постоењето на македонскиот народ кој што беше избркан или протеран од она што ние го нарекуваме Егејска Македонија или Беломорска Македонија. Вториот момент е да си ја потврдат тезата која што е комплетен фалсификат историски за античкото минато, ама кое што било и грчко и македонско, што е малце неспојиво за секој еден научник. Не, фалсификат да го нарекува. Е фалсификат. Ова се тврдење на универзитетот во Кембридж, универзитетот па добро. Значи така е поставен. Видете, Ханс Лотер Штепан, првиот амбасадор на Германија во Македонија, напише едно монументално дело кое секој треба да го повторува ако сака да го разбере процесот. Македонскиот јазол.
А видете таму како е пишувана германската историографија во прва половина на 19 век. Знаете како? Учените луѓе знаат, само што приказката не била на наша страна историски, бидејќи големите сили, значи вклучително и Русија, тука ја ставам, да нема недоразбирање, 5 големи европски сили во 19 век си ги прават проектите за тоа како и кој на Балканот, кои што го сметаат за Ориент и за поголемиот дел за отпад од Европа, значи така не третираат со едно подценување до ден денеска, па видите основачот на Германија Бисмарк вели за Балканот не би потрошил ни пола живот на еден померански војник, ако ја разбирате неговата дефиниција, тоа е значи најдолно нешто. Затоа што веројатно многу повеќе го имам читано Маркс од него, еве да му кажам, Карл Маркс за и Фридрих Енгелс за словените велат дека се примитивци, живеат во племенски заедници и дека се ѓубре од народ. Во германската идеологија, во светото семејство има цели пасуси, има цели поглавја, каде што Маркс и Енгелс велат дека буквално словените никогаш не би можеле да стигнат до висок стадиум на развиено општество. Тоа беше и во планот на истребување, исто за хрватите. Во планот за истребување на Хитлер, покрај евреите беа ставени словените и ромите. И сега Апасиев си го има тој у канцеларија што збори дека он е ѓубре. Генерално. Добро, тоа е баш ѓубре кај Маркс за народи нема, ама добро. Добро. Генерално. Подценувањето, значи вака, нашата битка е исконска и нашата правото и вистината е на наша страна. И тука нема дискусија. Ма како историчар го знаеш. Значи породувањето на секоја нација не е лесен процес. Не само тоа, туку никој со отворени раце не пречекува нова нација на крајот на криштата. Така што и не само тоа, и не е па ни конечен. Ти постојано треба да го направиш внатрешниот консензус дека сакаш да продолжиш кон нација, кај Бургундија, например. Точно, да. А од друга страна и нормално е тоа поле околу тебе на влијание. Така што најубаво е, најстабилни се оние кои што ги играат тебе, условно кажано, и двете игри односно. И внатрешниот консензус го постигнуваат со растечка економија, со подобро образование, здравство 21 веке, но и следат што се случува околу нив во регионот и во светот. Кај нас е многу бурно во моментов и имаме еден сериозен проблем со фактот што има руска инвазија врз Украина, тоа е факт. Малку се понетрпеливи нашите стратегиски партнери околу многу прашања, вклучително и ова нашево. Значи, сака да... Ова Енгелс сега бас го имам пред мене што го пишува за словените, ова е расизам пар екселанс. А добро, тоа е тоа. Тука еве сега битката, јас ви кажав, тие потекнуваат од некој што не знал се подпишува и јадол полуживо месо или живо месо, а ние снимале книжевна школа и снимале процути влијание, сме создале азбука. Значи, како да ви кажам, каква е нивото? Добро, дека ние сме создале азбука. Па добро, словените се словенските просветители, ние се идентификуваме со нив. Баш не се Словени Кирил и Методи, но и таа држи вода. Ама не можете, не, припадноста на племето, како би рекла, е јасна. А во однос на нели, припадностите, тоа е... Нема нација во среден век. Нема. Но се враќаме на се враќаме назад. Нели? Се враќаме назад, значи професорке, вие велите дека ова не значи ништо генерално што ќе донесе Бундестагот ваква резолуција, но дали ова е помош, дали ова е гориво за СДСМ во она промовирање на нивните тези дека треба да се прифатат уставни измени. Значи таа агенда си ја турка Европа, јас без оглед, јас сум, значи многу проевропски настроена и верувам и ги знам придобивките од интегрирањето во европското семејство, но морам да ви кажам дека многу долго време сум на ставот и го имам можеби некаде кажано ова, ќе ми простат и нашите слушатели ако се повторувам. Мене ми се чини дека во моментов живееме во процес на ревизија на поразените сили од Втората светска војна во однос на прашањата кои што нив ги фрустрирале кога биле поразени. И таа коалиција е видлива.
Ако мислиме дека Македонија има проблем зашто со тогаш Бугарија, Франција не е на наша страна? Па, добро. Затоа што Франција ние баш противно, ние во Франција гледаме кочење цело време. не, главната кучница не доаѓа од Франција. Тоа можам да ви го тврдам. Ви го потврдувам. Франција има висок интерес да одржува добри односи со Грција и со Србија, тие се неизини партнери, повеќе Србија, но и Грција е во стратешкиот интерес. И вие знаете исто како и јас. Стратегиите на старите држави, на големите нации, се еден век однапред. Например, ако сакаме да видиме нашите деца во каков свет ќе живеат, треба да видиме новата, веќе не е нова. Прекинам. Професорка, една наша слушателка, прашува, која живее во странство, проверив на профилот, прашува, ако не почитуваат европјаните, зошто толку се стремите кон некој кој не сака? Толку ли европските вредности се подобри од нашите? Па доколку вие мислите дека нели треба да се живее надвор од овие големи цивилизацијски токови, како што е Европската Унија, како што се Соединетите Американски држави, каде што предпоставувам дека живеете, спакувајте се и вратете се назад и живеете овде, јас ќе ви средам работа да добивате 20.000 денари минимална плата и пробајте да преживеете со тоа. И потоа можете од овде со 20.000 плата да не убедувате нас дека не треба да влеземе во Европската Унија. Лјупче, уште може нешто така да се договориме? Треба да и кажеме нешто на господјата. Ами тоа е легитимен став, ама Македонија е дел од полуконтинентот Европа. Ние припаѓаме како географија каде да се стремиме, кон кого? Со Кина, па Кина е во Азија. Значи, нашата географска позиционираност, да не кажам и нели централното место на Исконскиот пат, нели Виа Игнатија, значи сите тие мрежи кои што се поставени со векови, нас логички не водат кон тој процес. И втора работа, да не заборавиме, ние излеговме од поранешната Југословенска федерација со цел да се демократизираме, значи се распадна источниот блок, се распадна, значи цела една номенклатура и нормално е дека треба да бидеме да имаме позиции кои што ќе ни ги доведат на вистинско место. Како народ, наша првична цел беше демократизација и европеизација на Југославија. Овако тоа ама не се случи тоа заради нашиот народ. Нашиот народ тука малку имаше улога. Не играше позитивна улога. Да, ама не беше влијателна таа улога. Не влијателна беше, меѓутоа не клучна. Клучната улога беше на србите и на хрватите, тие не се договорија, се распадна федерацијата и словенците. И југословенското интегрирање во Југославија се одложи во недоглед, може така да кажеме. Но чекај да се со краток блок на реклами, уште еднаш да ја афирмирам мојата позиција, дека им нудам на сите големи патриоти од диаспората кои во последните неколку денови го гнасат моето име, да се вратат во Македонија, да имаат 20.000 денари плата овде, да живеат со тие 20.000 денари и слободно да плукаат против Соединетите Американски држави, Европската Унија и Западниот свет. Се додека живеат во Америка, а овде ни кажуваат ние што да правиме, тогаш едноставно не се релевантни. Се враќаме назад, почитувани слушатели, да ви информираме дека беше одбиена понудата овие големи борци за македонскиот идентитет од диаспората да живеат со 20.000 денари овде и да се борат за македонскиот идентитет. Беше обвиена со тоа дека кои сме биле ние да им кажуваме каде да живеат. Не сакаат едноставно, така што ние ќе продолжиме со нашите оскудни примања, оскудни, како се нарекува, оскудни животи каде што живееме од ден за ден, ќе продолжиме да се бориме така за нашиот идентитет, додека тие кои го продале овој живот, ја продале оваа земја и отишле да живеат негде далеку, нели? И сега ни кажуваат нас овде што да правиме. Ивица... нека дискутираат луѓето, слободна е Македонија, шо? Не, Македонија... Точно, ама и твојата дискусија е легитимна. Не легитимна, да. Нели сум јас предавник, дојдете и... Многу лесно се лепат етикети и тоа е... Тука гледаме дека демократизацијата е застаната негде по пат, а политичката култура е на најниско ниво. Да се направи, да се осуди и така да се етикетираат луѓе,
нели правото на говор уставно загарантирано право е, правото на став исто. Професор има Кевчер право. имав една теза овде. Тезата ми е дека СДСМ после таа лидерска средба со Мицкоски и Ковачевски протурка нели една теза дека ВМРО-ДПМН не прифаќа уставни измени. Партијата ниту на тој прес прифати, ниту па подоцна со било што прифати, но тоа се повторува како некоја мантра секојдневно. Значи да се повторува дека уставните измени се дефинитивно прифатени од ВМРО-ДПМН е прашање само Ама на еве сега па усогласување на нијанс. индивидуално ќе преговарал со пратениците, ако е прифатени, зошто индивидуално ќе преговарал? Таква изјава има? Па нели ја прашав професорката да на бифтек ќе ги носи еден по еден и ќе Ако ми дозволите само Сега да- прашањето ми е дали мислите дека СДСМ воопшто ќе ги стави на гласање овие уставни измени или едноставно до избори ќе повторува дека вие прифаќате уставни измени? Ние јасно кажавме. Еве утре нека ги, денес нека ги стави уставните измени на дневен ред. Денеска нека има седница и нека ги стави и ќе биде јасно. Ќе заврши оваа агонија. Нашиот став беше тој. Сега, ако ми дозволите, морам ова да го кажам. Можеби Ајде. овој професор Лукот прави малце екстензивна мисла, имам проблем со кратење. Ние сме тука за кратење, така Ама не ми замерете, Да. морам ова да го кажам. Велат вака, ајде да одиме со најглавната ударна теза. ВМРО се согласи за уставни измени. Сега, ако ја слушаме изјавата на претседателот Христијан Мицкоски, тој вели, им давам две понуди, две опции, така? Од кои што едната е, меѓу другото, да направиме уставни измени, тоест овие уставни измени да стапат во сила во моментот кога Македонија ќе стане рамноправна членка на Европската Унија. Линеарно ако се гледа, може да се спинува. И затоа тука на тоа се налепува пропагандистички спинот. Но во суштина, ако се чита метатекстот, а во дипломатијата секогаш има силен Точно. метатекст, така? Да. Тоа значи дека нема уставни измени, бидејќи на сите кои што знаеме политика и знаеме какви се реалните состојби, ни е јасно дека прашањата кои што сега се наметнуваат за да се откочи процесот за продолжување на преговорите за прием на Македонија во Европска Унија, всушност се надвор од не само од копенхашките критериуми, од рамката за преговарање, туку не се ни клучни. Не, факт е, дури Европската Унија смисли еден еуфемизам. Значи, како го викаат тоа? Прашања не поврзани со европското аки, со европското законодавство во преговарачкиот процес. Не знам дали знаеш, Валјупчо. Ова сега го измислија. А тоа е бирократска машинерија која што не знае како Мене ми да се се допаѓа извлече од како- процесот. Како вако, но да се вратиме ајде сега. Значи, знаеш како Ивица. Што е еве, ај сега. Дошол некој што викаме, паднал од Марс и прашува добро што му пречи на ВМРО. Толку многу народи во уставот, нема проблем во Македонија секој да се декларира како што сака, што? Ама ние затоа првично понудивме по хрватскиот модел да устроиме устав. Затоа што претходно веќе ви кажав. Добра, ма уставниот развој на Македонија отиде во друга насока. Сега, А сега, се што е пишано на хартија е пишано Добро, од луѓе разбирам. и за луѓе и се менува, не е ништо малце како сме велат клесано по-комплексна на камен. земја сега за хрватскиот модел, нели? Ете, ние дадовме предлог. Знаете што, секи ви Мислам, тоа ние- беше добра по мене. Тоа беше добра стратегија да се замолчи во тој момент Дуи кој што распали со тој хрватскиот модел, кога беа подсетени како изгледа хрватскиот модел. Меѓутоа уставниот развој на Македонија водеше во една друга насока, така што Не беше случајни тој предлог. Зашто? Ќе ви кажам зашто. Бидејќи суверенитетот и носителот, столбот на изградбата на современата македонска национална држава е македонскиот народ. И ВМРО-ДПМН како политичка номенклатура првенствено го штити тој национален интерес. А и сите останати кои што се дел и го почитуваат тој принцип. Тука е контекстот. Вториот момент. Понудата, која што е дипломатски маневар од висок дипломатски маштаб и која што може би за тука за локалната сфера делува така
површно, па На дури која беше понуда спинувано. мислиме се? Понудата на Мицковски да влезе, нели да стапи во сила, да стапат во сила уставните измени кога Македонија ќе стане рамноправна членка на Европската Не, тоа не е унија. јасно. Тоа не е јасно. Значи, Ама Добро. таа Тоа- понуда беше и од ЕУ експресно одбиена Ама вчера. па токму тука сакам да ви кажам, бидејќи тука паниката е на ниво на ЕУ, не е паниката на локал патриотиве или како ги нарекуваме, нели Facebook патриоти. Значи или за овие пиарџискиве машинери кои што спинуваат. Контекстот е тој, нема услови кои што ќе го симнат, ќе ја симнат простете лествичката на одржувањето на националниот македонски дигнитет. А дека, видете, сега ќе ви кажам една друга работа, тоа сигурно го знаете. Добро е слушателите да знаат. Значи, Мицковски мора да учествува во процесот аспект да дискутира и да биде запознаен. Значи, тој е зрела политичка одлука и зрел политички чекор, но како ќе демфа, како ќе ги раслојува процесите и како ќе го одржува тоа што е веќе донесено како став, тоа е веќе прашање на политички маневар. Во тој политички маневар нема предавство, туку има назнака, а тоа беше и повеќе пати кажано од негова страна лично, а и партијата го повторува, дека нема начин некој да не убеди дека ова е нели врвот на пирамидата и дека нема промена. Како може да нема промена кога ние не сме биле на масата да дискутираме и да ги отвориме прашањата. Туку некој од надвор ни ги сервира. И ќе ви кажам, тоа е исто како кога колегата Фрчковски наш, сега амбасадор во Обединените нации, нели наградно патување, сакаше да пишува книга како, нели, он го напишал Охридскиот рамковен договор. Мислам, тоа се знае дека беше донесено како текст и беше тука, нели, само потврдено и така натаму. Не бе, има во книгата на Предјуго, има и името на жената политолог, која што вика дека е главен автор на уставите на Босна, на Косово и на Македонија. Така пише. Ама како тоа беше само, како да кажам, слика без тон, таму беа ставени неколку експерти кои што треба да фасилизираат, да представуваат. Не, тие не беа прво, не беа ставени експерти. Ај се, чекај, гледаме дека ова одложено дејство, значи видете, ова одложено дејство кое го предлагате како партија не прифатливо за Европската унија. Па зошто Во исто време нели гледаме дека власта не ќе да излезе нели од владата, па дај пазарете се. Вие договорете се, гласајте уставни измени сега, а дуи за возврат дуи да излезе од власта. Една работа ќе од двете ќе добиете, другата нема да ја добиете и готова работа. Дуи вака или така ќе си оди од власта. А ова прашање нема да помине добро од страна на опозицијата, тоест нема да добие поддршка. Кое? Да се стават уставните измени и да поминат. Во овој момент не. Добро. Јасно. А за Дуи на крајот на кршето граѓаните го гласаат. Ако гласаат да оди Дуи, ќе оди Дуи. Проблемот со Дуи е што Дуи стана символ на две работи. Прво стана символ на корупција, што е страшно и што е ако. Второ, имаше кај некои ликови од Дуи, посебно кај подпредседателот за рамковен договор Артем Груби, еден екстремен национализам на кој што не му е место во Македонија. Јас сме дискутирале тука и се разликуваме, си ме забележала колку сум преосетлив кога од македонска страна некој налудничав национализам доаѓа, нормално, ако не реагираш на своето, како ќе реагираш на туѓото. Меѓутоа го претера, мислам, с некои прашање од слушател како може. Вели впечатокот во јавноста е дека ВМРО ја отвори вратата за пазарење. Пораките од лидерската средба како намерно да беа конфузни. Да не е и ова стратегија на ВМРО за да го намали притисокот од меѓунаредната заедница. Па во еден аспект да. Затоа ви реков. Затоа нема проблем. Значи видете, се дискутира, се ставаат предлози, важи, нема проблем, но клучното прашање е следно. Дајте ни предвремени парламентарни избори. Дајте да се измериме, да излеземе на Мегдан и да ни кажат граѓаните, еве, не почитуваат референдум, не почитуваат анкети, не почитуваат ништо, само гола сила е мог. 3% доверба во македонското судство.
Имаме, еве, излезе пред некое време, читав еден поранешен министер, сега судија во Врховен суд по заслуга, нели, партиски член на ДУИ, се покажало дека е ментално неспособен да обавува функција. Значи, човек што треба да има инвалидска пензија, носи одлуки, тоест подпишува или брише. Како ментално? Да, побарајте таму во, ќе видите, има беше објавено во јавноста. Имаме сериозни индици, јас тоа го кажав и на моите колеги на правниот факултет. После вашето премолчување на случајот Џафери, од беззавршен факултет стана јавен обвинител, немојте принципи да продавате веќе. Немате право. Сакам да ви кажам, многу сегменти кои што укажуваат на тоа, дека општеството е во тотална ерозија и сега ние имаме само уште тоа. Да е само тоа која. Не, ова е едно од многуте кои што се впечатливи. Не, највпечатливо види што е највпечатливо. Највпечатливо е кога за жал морам да кажам, дури и мои блиски пријатели од правниот факултет боготворија еден лик Катица Јанева. Боже, 6 години студирано со шеска, па некој бил Катица за се и така натаму. Како да кажам се, тоа е на нивниот чест, меѓутоа ова ќе помнам дека сум жив. Така е, исто го Сам срамота е мислам и јас. Исто, тоа е па го најголема зборевме ние срамота, тоа тогаш и ви. Видете се, како не. дека тоа се е така забегано, но работата е што сега и како сега. Работата е дека со ова ваше неприфаќање како партија, ние де факто остануваме надвор од почеток на преговорите со Европската унија. Значи, тоа да, се сте во право што зборите до сега, но доколку не прифатите вие уставни измени, што е бенигно па од друга страна. Не. Дали ќе влезат бугарите во уставот покрај сите тие народи, баш кај добро е ќе направиме дистинкција од нив како различни народи. Тука е да, ама во начинот на кој што али кој тоа е едната аспект, но морам ова да ви го Не кажам. секоја ги гледам овие инстант патриотиве тука што се као станувам предавник. У мене се раѓа се, од мене извира најголемиот соросоид на Северџанството земја. Да, Голем дел, северџанството не ми го сите. буна. Но многу пати сум го кажала тоа и сум била расчеречувана, ама јас тоа во што верувам и што го мислам си стојам за тоа и немам проблем. Излегува од мене. Голем дел од тие инстант Facebook патриоти кои што така гнасно напаѓаат, голем дел, не сите. Има луѓе кои што немаат толку информации или се поведени по емоција или едноставно имаат храброст да си го искажат ставот и така натаму, тоа е нивно право, тука нема што да се дискутира. Но има луѓе кои што ги познаваме сите ние, кои што се многу гласни во многу теми и одат контра ВМРО ДПМН, затоа што кога побарале пазар, тој принципиелно им бил одбиен. Истите тие утре да ги условно речено купиме, ќе ги гледате. Значи, мет и млеко ќе им тече од уста. Нивното мислење не е релевантно. Барем за мене. Што е релевантно? Релевантно е што ми зборуваат граѓаните на улица. Што ми зборуваат во продавница. Што зборуваат ма зошто е толку страшно да влезат бугарите во уставот? Не може да бидат конститутивен народ. Не се конститутивен народ на македонската држава. Не се. Прво тука. Второ. Добро, србите се? Па, сме биле во една федерација заедно. Така. Во еден наврат кај што не негирале се обителе да не асимилираат. Во вториот наврат каде што прифатиле дека не може да го негираат македонското прашање и го прифатиле како значи не може да бидат конститутивен затоа што не негираат, сакате да кажете. Па не само, немаме вака. Јас имам и контратеза. Значи Љупче, мислам да не биде пак неколку ќе спинуваат, Боже Господе, ама стварно треба луѓето да се запрашаат без оглед како ќе се суфлира сето тоа. Поголема е основата македонците да влезат во бугарскиот устав. Па погледнете ги сите влади во Бугарија. Па ние се премиерка имаме македонка, освен зведарската влада, зборувам пред значи Втора светска војна, сите се тие македонци со потекло од Македонија. Значи ве молам. Сега имаат бугарите исто премиерка која е добро, ма со македонско етничко потекло. Ама се разбираме што е работа. Значи формиране. Ама тие се формиране договор кој што беа отидени се интегрирале во општеството и така генерацији. Формирана е стабилизирана македонската нација во моментов. Бугарија има
декларации бре во собрание, не негираат. Така е. Дали има А едностранно? зошто ние да се мачиме да преговараме? Дали има- со не, не, Европската чекај. унија, Дали кога има- може да станеме дел Дали од има- Бугарија или стан да влеземе? Ама во- тоа е планот, Љупче. Или во Грција? Долгорочно Да, тоа е, Љупче, Боле слушајте ме. морето во Грција, вака како ќе Долгорочно тоа е размислам. планот. Зошто Значи- еве преска го спомнавте Титовото, не, или го дискутиравме пред Да. емисија, ќе ми простите. Значи 48 година, зашто така лучно? Вака сега, Балканската конфедерација која што сакаше да ја формира Сталин, значи која што беше негова инспирација, требаше да биде раководена од Ѓорги Димитров. Таму требаше центарот во Источна Европа, значи или тој Западен Балкан, како да го кажем, требаше да биде центарот Софија. Тука е маневарот на Тито кога он оди во со третиот пат. Тоа е геостратегија, за тоа можеме 3 емисии да снимеме. Но зошто ви го кажувам ова? Значи, ако беше контекстот така устроен, тогаш тоа е всушност концептот врз основа на кој што сега тие сакаат да не впијат со нови механизми. Ајде да појдеме кога сакате во Пустец, во Албанија, оние делови кои што имаме, нели, македонско население. Да видите колку масовно се делат бугарски пасоши последниве неколку години. Што се случува таму? Значи, тоа на што ви личи? Тека тоа ќе го остават така, тека тие ќе влезат во македонскиот устав и ете веќе немаме проблеми. И ајде сега да зборуваме за Катица Јанева. Ајде сега да зборуваме за вашите олигарси. Па мене пена ми фати устата од зборење сите овие години, затоа ви реков, мене не може да ми се доближи ни олигарх, ни не знам што. Значи јас отворено кажувам дека се борам и се залагам за економска лустрација. Ни олигарх, ни разузнавач, не ни има шанс. било што. Имате Не. еден совет од пратеник, вели да направите, да излезете од собрание. Зошто не излегувате од собрание? Па, Партија. веќе премногу отиден процесот, излегувањето од собрание е можеби некоја алатка која што треба на партиско ниво да се донесе. Јас не можам самата да кажам колку е Излегувам. корисно или Излегувам. можам да јас излегувам од собрание секогаш кога сметам дека треба Да. и секогаш кога треба, нели, да видам со граѓаните, но тоа е, нели, тоа се Професорке, тековни задачи. Како ќе го прокоментирате ова дека кога постојано се, еве, например, се закануваат дека вашата партија, да речеме, постојано ви виси статусот во Европската народна партија. Имаше одредени тези кои Ивица тука се гнасеше од нив наутро дека наводно ќе забранувале ВМРО ДПМНЕ во Македонија доколку не ги гласа овие уставни измени, дека целиот имот кој и така ви е, нели, замрзнат, дека ќе го конфискувале и некои такви работи. Како ќе ги протолкувате овие тези? Па тие се притисоци, закани, спинувања повторно од делот на пропагандата и тука нема ништо спорно. Но Морам нешто да ви стравувате ли кажам. дека може да се случи тоа? Знаете како, ако се отстапи од принципите и од она што од нас го бараат македонските граѓани, нема ни да постои ВМРО. А ако го одземат имотот или ако се обидат партијата да ја дели сузбијат, тогаш ВМРО ќе продолжи да живее во нашите домови и нашиот политички активизам и нашиот став нема да заврши. Тоа се премногу материјални и закани со кои што тие мислат дека можат да не исклашат. И не се оддржливи во ниедна смисла. Значи, на еден нормален граѓанин кој што си има убедување и ја поддржува нашата опција, не му треба партиска зграда за да има политички став или да не поддржи, ќе бидеме на улица. И во нашите домови повторно ќе ги победиме, како секогаш. Само една работа треба да се биде на чисто. Мора да се направи, тоа е општествена една трансформација која што ќе почне да го чисти Балканот од чистото. И каде што ќе се сменат некои стереотипи на перцепирање на политиката, која што за жал во Македонија особено стана негативна перцепција. За да можете да им даете ветар и да даете шанса, треба и граѓаните внимателно да следат и да не забораваат. Јас имам впечаток, многу често ми се случува тоа, да се чудам како луѓе не помнат работи кои што биле пред 2, пред 3, пред 5, пред 10 години. Недозволиво е да нема контекст на нештата. А сите знаеме дека сите процеси кои што се случуваат сега почнале од некаде и дошле до тука. И тие исто така нема да завршат тука. Дали ќе ВМРО продолжат и размислува понатаму. да се забрани во Македонија двојно државјанство за една декада, например, затоа што нели ова го преоптоварува и гласачкиот систем,
во државата, имаме гласачи кои гласаат и во Косово и во Македонија, не живеат овде, во исто време имаме и нели бугарски тенденции, сите оние со бугарски пасоши да ги представуваат како бугарско нели малцинство во земјава, иако тие најчесто го земале бугарскиот пасош за да бидат шофери, нели медицински сестри таму и така потпишуваат дека натаму. се од български происход. Тоа е една од условите за да го земете бугарскиот пасош и затоа бугарите имаат право кога зборат, имаат документи кај што викате кај дедо му, прадедо му, врз основа на тој принцип Ама не, добива. професор, Мислам, јасно е тоа, така глупости глупости се човеково право, може и јас секој ден да си го менувам. Ама и така идентитетите може да се менуваат, се ти согласувам. денес современи времиња полот може да си го менјаш секој ден, па камо ли сега за идентитет? Ти забори за министрот за правда што ќе ти го става у извод, нели? Моето мислење лично Ова е да се дека вратиме во прво Јужна Афричка двојно- република, Не може мамо. да има Да. прво јавна функција, значи функционер на јавна функција кој што има повеќе од еден пасош, тоест освен македонски пасош. Немам доверба во никого кој што има пасош од друга држава, а сака политика во Македонија. Политичка кариера во Македонија. Значи тука сум многу сигурна и верувам во тоа. Немам доверба, зашто секој пат ќе си има план Б или план С. Значи тоа не е, зборувам за државната, за јавната одговорност. Ако носите одговорност, ние сме тешко. Мене јас сите мои убедувања да ги процесирам. Значи, како јас представам граѓани кои што ја артикулираат нивната политичка волја, која што јас ја представувам во моментот во Македонското собрание. И сите ние представуваме сам за себе институција во тој сегмент. Но и извршната власт и така натаму, сите до еден. Така што, ако сакаме покрај економска лустрација, треба да направиме и ваков процес, тука да се расчистат работите. Па да видиме, тогаш нема да може Артан Груби така да манипулира со своите гласачи, со национализам, со шовинизам, затоа што тогаш ќе треба да се определи дали се занимава со македонска политика. Нека си ги застапува албанските интереси, тука нема дискусија, ама нека ги застапува во рамките на уставот и законите на Република Македонија. И тоа е тука чиста ситуација. А понатака, да се дискутира за можеби, не знам. Добро, треба тоа ајде да се вратиме, значи да заклучиме. Одиме со тоа дека значи уставни измени нема да има, така? Не. Преговори со СДСМ продолжуваат? Па нема што повеќе да се На дискутира индивидуално ниво, сеќа идете сите пратени Како би за тоа преговори на дигитално ниво? Може ли со Бојан Марич. Лјупче, може ли ние нешто вие индивидуално ќе си преговарате со нив, а ние па индивидуално еден сакаш да кажеш, во Европска сакаш да кажеш дека од рамо до рамо одиме бифтек до бифтек, а? Бифтек до бифтек, Бојан Маричич ќе ви звони, ќе си јадете на државна сметка, па таму има и сосови, например, Девек плурализам. Плурализам, значи има и веганска храна, има и ќе пробате да би некои работи кои од секогаш сте сакале да ги пробате, например, јас знам многу луѓе што например пред да го осетат што е тоа државна сметка, не знаеа што е суши, не знаеа што е јасток, рак, октопод, некои такви поегзотични храни, не познати за македонската пиперки, домати, печено месте, гравче. Така што сега еве ќе имате шанса со Маричич да ги пробате сите овие како се вика. Такви скороевички комплекси никогаш не биле дел од мојот светоглед на начин, иначе да живееме. Индивидуално ќе проговарате, не индивидуално еден по еден ќе се селиме во Европската унија. Ако ми дозволите, би сакала еве јавно да им порачам на тие кои што мислат индивидуално да комуницираат, воопшто да не се мачат, а и мислам да нема да се мачат со мене воопшто да зборуваат. И не верувам, искрено сум убедена дека некој исто од моите сопартици кои што сме во собранието заедно, дека ќе си дозволат таква авантура. Тоа што е известно и што можам да ви го кажам е дека известни се изборите. И тоа би било час поскоро добра опција. Крај на септември, октомври Мицкоски понуди 3 датуми, можни нели му ги понудил на Ковачевски. Се е во оптек. Утре нека има избори, а пак ќе повторам. Денеска на дневен ред нека ги стават уставните измени и нека заврши оваа агонија. Затоа што пак ќе кажам, клучните проблеми на Македонија не се во уставните измени, туку се во внатрешната дисфункција на целокупниот општествено-политички поредок. И тука е проблемот. Ви благодарам многу, професор, ќе 1 час и 10 минути разговараме.
ви благодариме многу за вашето изјав, за вашето интервју, одлични тези, одлични ставови промовиравте, се надеваме дека ќе обстоите на нив. Јас се надевам дека и Македонија ќе обстои, бидејќи навистина Македонија е преубаво место и секој може да си го најде своето место под сонцето доколку ја сака и ја почитува незината вредност. На Бојан Маричич еве со разочарување да му кажеме дека професорката одбива да јаде бифтек со него, ќе јаде сам овој пат. Можеш вака ти како прокси за... Да. Во однос на сметката, само... Да не пропадне... Да, само ги замелуваме оние пратеници кои се од килажна категорија од моја и твоја и тие да одбијат, затоа што сметката на државата не мора толку многу да плаќаме. Например, не сакам да знам како би изгледало да речеме еден Мицевски ако отиде на таа средба, или има пар пратеници кои се у моја и твоја категорија. Не е лошо коските само да ги сочува за кучево ми треба, знаеш. Убаво е за забине. Да намалат. Бојан Маричич ќе јаде бифтек со сите пратеници, ќе им нуди да видиме дали ќе прифатат, а вие слушајте добар рок-н-рол на Радио Лидер. Тука ја затвараме оваа емисија, почитувани слушатели. Останете со 107,4, ставете subscribe на нашиот YouTube канал, затоа што тоа ни е навистина и важно. Колку повеќе претплатници, толку повеќе слушатели. Колку повеќе слушатели, толку поблиску до вистината.